Американската реалити звезда Ким Кардашијан откри дека дипломирала право во Калифорнија. Таа го прослави овој успех со своето семејство и пријателите, а дел од атмосферата сподели и на социјалните мрежи. Програмата за студии по адвокатска канцеларија трае 4 години, а и беа потребни 6 години за да ја заврши поради пандемијата на коронавирусот и деловните уврски. На присутните им се обратија нејзините ментори, меѓу кои и адвокатката Джесика Джексон. Сите ја фалеа за нејзината посветеност на учењето. Клој Кардашијан напише на Инстаграм: "Толку сум горда на Ким. Токму бев на ручекот што го организираше за нејзината диплома по право. Не можам да верувам дека работи на ова со години. Наместо да оди на правен факултет, Кардашијан ја искористи можноста што ја нудат само во Калифорнија и уште 3 американски држави за да се квалификува за адвокатура преку обука кај адвокат. Таа претходно изјави дека одлучила да се занимава со адвокатура, бидејќи нејзиниот покоен татко Роберт Кардашијан, кој бил адвокат, ја инспирирал да го стори тоа. Додека Шон Диди Комс се бори во судница на Менхетен, неговиот имот во Лос Анџелес се уште чека купувач. Основачот на Bad Boy Records, кој се соочува со федерални обвиненија, вклучувајќи рекетирање, принуда и физичко малтретирање, ја понуди својата вила во Холмби Хилс на цена од $61,5 милиони само една недела пред апсењето во септември 2024 година. Имотот со 10 спални соби и 13 бањи, кој Комс го купи во 2014 година за $39 милиони, сега стои на пазарот повеќе од 200 дена, оптоварен од правните и јавните последици од неговиот случај. Пространата резиденција, сместена во една од најексклузивните населби во Лос Анџелес, се одликува со низа луксузни погодности, кино со 35 седишта, скулптура инспирирана од диско топка, базен во пештера, традиционална печка за пица, пансион со студио за снимање и спа центар. Сепак и покрај неговото педигре и раскошни карактеристики, интересот од потенцијалните купувачи е млак. Еден локален агент за недвижности, зборувајќи анонимно, го забележа застрашувачкиот ефект што името на Комс го има врз огласот. Сакам да кажев да помогнам, но ниеден агент не сака да ја допре таа куќа или да биде во какви било приказни поврзани со случајот или огласот, изјавија тие за Daily Mail. Британските дарк рок пионери Sisters of Mercy, реге легендите Inner Circle и Макс Кавалера со својот бенд Soulfly се најавени како главните звезди на новата верзија на The Festival, кој оваа година првпат ќе се одржи во Штип на тамошниот стадион од 4 до 6 јули. Организаторот Password продукција објави дека посетителите ќе имаат организиран превоз, а музичката програма ќе може да се следи бесплатно, освен што ќе има хуманитарен билет наменет за настраданите во Кочани. Поради трагедијата во Кочани, организацијата и најавата на фестивалот ги пролонгиравме за известно време. Од истите причини годинава во Штип нема да има камп на фестивалот, а концертите ќе се одржуваат покрај реката Брегалница, каде што се наоѓа и градскиот стадион. Во екопарковите покрај реката под тврдината Исар се планираат идните фестивалски кампови. Со оваа промена на локацијата сакаме да водиме чекор напред, вели првиот човек на Password Логин Кочишки. Музичките настани ќе се одвиваат на 2 бини, Главна и Москито, на кои ќе настапат повеќе од 40 бендови и музичари. Програмата за овогодинешното издание на летната сцена Славиша Каевски "Млади за млади" беше официјално представена во Македонскиот народен театар, каде што беше истакната клучната порака културата како двигател на солидарноста.
Фестивалот оваа година ќе се одржи во 2 викенда на 12, 13, 14 и 19, 20 и 21 јуни со почеток секоја вечер од 20:30 часот, а влезниците за фестивалот ќе бидат по 300 денари на ден, каде публиката ќе слуша по неколку изведувачи. Дарко Јорданов, уредникот на радиото Стерео Лаб, потенцираше дека фестивалот има за цел да ги поддржи младите независни музичари и да поттикне чувство на заедништво. Јас сум навистина задоволен од квалитетот на сите овие бендови, но навистина на скопскиот асфалт и на македонскиот асфалт постојат исклучително квалитетни луѓе. Поддршката е многу важна затоа што најчесто се поддржуваат комерцијални настани, независната сцена е многу важна да ја поддржиме, истакна Јорданов.